Еден од символите на Скопје е универзалната сала. Кога ја нема универзалната сала или кога не е во функција, исто како да не е во функција македонската престолнина. Ова утро гостин во Македонија наутро е Васко Кичевски, кој е иницијатор на иницијативата за забрзување на постапката за реконструкција. Ќе напоменеме на почетокот дека не е поврзана оваа иницијатива ниту со политика, ниту со некои други настани кои што се од дневна корист, лична корист, туку едноставно за кривање на свеста дека универзалната сала не е тоа колку потребна. Колку му е потребна на Скопје универзалната сала? Добро утро, благодарам на поканата. Знаете, кога поминувате секој ден покрај универзална сала и ја гледате во таква лоша состојба, а знаејќи што универзална сала значи за сите на скопјани, не можев да не направам нешто за да може да потикнеме граѓаните да се уклучат и да ја потсетат градската управа дека мора да земеме да завршиме оваа работа која што е започната. Кога гледате дека универзална сала пропаѓа секој ден, а истата таа универзална сала е направена уште во 60-те години по земјотресот, значи таа е еден символ на Скопје, кој што е изграден од солидарност од 35 земји, мислам дека не може никој да остане равнодушен. Знаејќи дека овдека во универзална сала се одржувало и Златно славење, знаејќи дека тука се одржувала вчера Златна бувамара беше на популарност, беше во Борис Трековски, таа започна во универзалната сала. Тука затоа мислам дека универзалната сала мора да се фатиме да ја завршиме. Ние јас како човек кој што пред се у Скопје ја гледам универзална сала како еден символ на Скопје, преземав една иницијатива да ги повикам граѓаните да ставиме по една слика од универзална сала за да ја поттикнеме градската власт да земе да го заврши овој објект. Добро, која е пречката? Што се случува? Кои се причините? Па тоа е најголемиот проблем зашто не е јасно зашто не се прави универзална сала. Знаеме дека има се обезбедени средства, знаеме дека е започната реконструкцијата и денеска кога гледаме дека таа стои во место е она кое што највише боли и тоа она кое што највише нас Скопјани сакаме да го направиме. Таа без универзална сала културата во Скопје пропаѓа. А универзална сала е место каде што се издигнале многу луѓе, многу културни настани се направени. Таму е Скопскиот джез фестивал е почнат, таму е започнат, таму се одржуваше, таму беше Биби Кинг, таму беа сите оние познати светски звезди кои што настапува. Нема причина зашто да не се направи и донесов некои рендери кои што може да ги видите, односно некои слики кои што може да ги видат граѓаните, како таа треба да изгледа. Мислам дека можноста да се направи универзална сала е на ваков објект кој што ќе биде добар допринос за културниот развој во Скопје, мислам дека треба да се направи час поскоро. Не може да ја оставиме туку така да стои и да пропаѓа. Се работи ли за некои енормни средства, за нешто што е невозможно за наши услови? Не, средствата се обезбедени. Тука е целата нејаснотија и токму тука сакаме да ја подбутнеме градската власт. Да не се обезбедени средствата, ќе велиме дека имаме некој проблем. Но, како што знаеме, имаше некој препекување помеѓу градот и владата, меѓутоа неважно е тоа. Средства има, потребно е само да се направат. Заради тоа, мислам дека ваквиот тип на иницијатива, каде што граѓаните ќе посочат како тие учествувале во универзалната сала, како тие настапувале, како тие биле дел од некој концерт или некој друг настан, ќе допринесе за да може да направиме повторно градска универзална сала да го добие сејот кој што го заслужува. Да, кажавте дека ќе побарат од граѓаните да постираат по некоја фотографија, да потсетат на некое сеќавање од минатото. Што предвидува оваа иницијатива? Што треба граѓаните? Како да се вклучат во забрзувањето на процедурата? Значи, што направивме ние? Што направив јас, всушност? Направив еден хаштаг да го спасиме Скопје. Постиравме неколку видеа кои што се од предходно во универзална сала, постираат и граѓаните, деломно се уклучија дел од граѓаните кои што сакаат да ја видат универзална сала во едно ново светло и секоја една слика која што или видео или било кое што ве потсеќа на универзална сала ќе допринесе на социјалните мрежи, дали тоа ќе биде некаде на друго место, во кафејана, во јавноста, секаде каде што може да ја поттикнеме градската управа да може да ја заврши оваа работа, мислам дека треба да го направиме, бидејќи универзална сала е дел од нас сите. Без универзална сала Скопје
мислам дека го губи својот лик. И од ден на ден, без еден таков објект кој што е символ за солидарност, символ за култура на Скопје, треба да го направиме, треба да го завршиме, за да продолжиме понатака во Скопје да живее онако како што заслужува да биде една метропола. Граѓаните се повикани, каква е нивната реакција? Имаме реакција и секојдневно гледаме дека се постираат на социјалните мрежи, секојдневно гледам дека се повеќе интересот се буди. Повторно да се заблагодарам и на Македонската радио телевизија дека ја воочи ова иницијатива и ни даде можност да објасниме на граѓаните како да објасниме на граѓаните зошто е започната оваа иницијатива и да ги повикам да се вклучат во овој тип на иницијативи, затоа што мора да бидеме гласни. Не може да ги оставаме работите да оставаат и да пропаѓаат туку така. Секој еден од нас. Гледаме во Франција што се случува. Гори половина држава поради најавите за промена на пензискиот систем или не знам конкретно што и да е. Во Грција истото, што и да се случи, луѓето се веднаш на нозе, го бранат своето, го сакаат своето. Нормално е тоа. Мислам дека и сите ние треба да бидеме такви. Не мора сега да го палиме градот, меѓутоа може на еден ваков начин, на еден символичен начин да покажеме колку на сите нас ни значи конкретно универзална сала која што е моментално иницијативата започната. Рак рана на македонското општество е политиката, дали ова се поврзува со политика, дали има и невкусни коментари, дали луѓето дали има скептици во оваа иницијатива? Мислам дека не треба да го гледаме ова така политички, бидејќи иницијативата е пред се да спасиме еден објект кој што, замислете, во 1963 е направен за 10 месеци со помош на 35 земји, а денеска 17 месеци истиот тој објект стои со започната реконструкција, со обезбедени средства, а не се прави. Тоа е она кое што е вистинската причина за почнување на ваква тип на иницијатива. Не треба да го гледаме политички, треба да го завршиме објектот и да имаме место каде што ќе го слушаме новиот Тоше или новата Каролина или да ги слушаме новите Златни Славичиња. Сигурно е дека повозрастните генерации се сеќаваат на универзалната сала, сигурно е дека оние од средната генерација кои што се веќе во поодминати години се сеќаваат на универзалната сала. Младите се двигатели на општеството, имате ли некаква оценка колку млади се вклучени во оваа иницијатива? Дали кај нив буди интерес универзалната сала или не се доволно запознати со значењето на универзалната сала за град Скопје и за Скопјани? Знаете, долго време универзалната сала е затворена. Затоа и беше поставено прашање. Да. И сепак овој символ на Скопје повеќе им значи на повозрастните генерации, оние од мене па повозрастни и сите тие се повише емотивно врзани за универзалната сала. Значењето на ваквиот објект не е само токму затоа треба да го направиме за да им го ставиме на наредните генерации да се сеќаваат дека со еден средба на солидарност е направен објект кој што генерацијски понатака треба да остане. Скопје без универзална сала не го личи на метропола без еден таков објект. Ако ги видовте рендерите, таков еден објект каде што може да се направат убави настани кои што акустиката на самиот објект, кој што самиот објект ќе дозволи да бидеме во едно друго светло да се прикаже секој еден друг настан. Културата во вистинска димензија, без култура луѓето како да не постојат, народот како да не постои. Васко Кичевски, тема универзална сала, иницијатива за забрзување на постапката за реконструкција. Вие сте иницијатор, благодариме што во утро одвоивте време да дојдете во МТВ, во Македонската телевизија, во рамките на утринската програма. Посакуваме среќа со иницијативата се да заврши мирно и онака како што треба и како што доликува на едно современо општество. Благодариме што едеш. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се вклучат граѓаните, затоа што на Скопје му треба универзална.